верувам дека навистина ќе им се допадне овој разговор на нашите гледачи со оглед на тоа дека ќе прикажеме на навистина интересна и несекојдневна изложба. Станува збор за изложбата насловена Камедонија, на која всушност се представени уметнички дела кои што се создадени од камчиња кои што се собрани од брегот на Охридското езеро. Многу повеќе за оваа изложба во продолжение ќе слушнеме од мојот денешен гостин, господин Илија Стефановски. Да му посакаме добро утро. Добро утро вам и на вашите гледачи. Драго ми е што дојдовте овде да кажам нешто за изложбава. Ова е изложба на фотографии, мои авторски фотографии, дел фамилијата кај што шетале ми дава фотографии и на тие фотографии јас формирам ликови, фигури од камчиња кои, како што напоменавте, се собрани на брегот на Охридското езеро и не само од таму. Јас имам камчиња собирано низ цела Македонија, дури и Беломорска Македонија, што е сепак територија на Македонија. И околу 2 години овие 65 експонати се правени веќе 2 години изработувани. 2 години сте вложиле труд, амбиција, тоа навистина е за пофалба со оглед на тоа дека уметник во повозрасни години своето слободно време го искористил на еден прекрасен начин каде што и ние посетителите на оваа изложба ќе можеме да видиме едни убави уметнички дела. Од каде ја црпевте самата инспирација за да создадете вакви уникатни уметнички дела? Дали можеби имате некоја посебна љубов кон градот Охрид или можеби имате потекло од таму? Токму тоа сакав да го кажам, инспирацијата е Охрид. Имам куќа јас во Охрид на едно прекрасно место со преубав поглед и тоа е инспирацијата. Сега не сликав само од озгора кај што ми е куќата, него слегував покрај обала, околината на Охрид, околината на има слики од Трпејца, има од Љубаништа, има слики од Лагадин и така натаму. Инспирацијата, кој што реков, е Охрид и езерото. На некој начин вака се представува и нашата култура, нашата прекрасна земја Македонија. Кажете ми, како изгледаше самиот процес на изработка на едно уметничко дело кое што е прикажано тука? Прво да кажам едно. Каменот не знае да зборува, меѓутоа кажува приказни. Секој камче си има своја приказна. Некој камче кажува дека е одвоено од карпа, па брановите го тркалале. Друго камче кажува дека буицата или брановите го тркалале, па го направиле во овална форма. Така да, мене барем ми е многу интересно кога ги бирам формите за камчињата, меѓутоа и кога ќе го земам камчето, веднаш смислувам кај би можело да дојде во кој дел од сликата за да фигурата биде како треба. Каде ќе се вклопи. Така е. Видов, односно забележав на некои уметнички дела дека камчињата и се обоени. Да, има и такви, пошто не можев да најдам природна боја, онаа што сакав да ја доловам, некој се интервенирано е на нив со боја и дополнително интервенирано некои камчиња која правам формата ги грицкам за да ја добијам формата, а некои камчиња и ги режам со алат. Да, или да се добие она посакувана форма која што би одговарала на едно уметничко дело. Кажете ми, имате ли некоја најдрага уметничка фотографија која што е поставена тука? Овие ми се фаворити. Сега не можеме да ги прикажеме. Тоа е така една мистична слика на човек кој стои покрај обала. Сликата е црно-бела. Патките ми се омилени, многу ми се драги, затоа што точно ја најдов формата на патката, за да можам тоа да го изработам. И билјана платно белеша, нормално, охридски мотив. Мене посебно ми се допадна и пингвините кои што се токму во тој. Кај нив е веќе интервенирано со бои.
Ете, за пример, ќе ја земам уметничката фотографија со пингвините. Тежок ли е тој процес да се направи таа фотографија? Прилично, затоа што, знаете, вака ќе ви кажам, јас, моето и образование и професионална ориентација беше техника. Јас цел живот работам техника. И си најдов прилагодлив алат, со кој можам да го режам камено, да ги правам фигурите и фактички техниката ми помогна во ова што го изработувам. Ова е ваша прва самостојна изложба. Малку невообичаено за повозрасен уметник да направи изложба токму сега. Како се одлучивте токму на овој потек? Па се одлучив, ви кажав, ја цел живот со техника, со автомобили се расправав, меѓутоа Охрид, кога ќе седнам во дворот, кога ќе го видам погледот, што да кажам, ме воодушевува. Каква беше реакцијата на вашите блиски за оваа изложба? Уште една работа сакам да кажам. Се ова почна со внуците. Да ги тргнам од телефони, од таблети и ајде дедо, ќе одиме на плажа. Ќе се бањаме дедо, ќе се бањаме, ама и ќе збираме камчиња. И почнавме. Ќе дојдеме горе, па на некоје дашче, на некоје картонче, па ќе лепиме, ајде да правиме човече, ајде да правиме пеперутка, ајде да правиме вилино конче и приказката почна клопчето да се одмотува и дојдов до ова. Сакавте и тие да го искористат убаво слободното време и корисно. Да ги едноставно да ги занимавам. Навистина ми е драго што имаме можност да говориме за вашата прва самостојна изложба, што навистина за мене представува уникатна изложба, барем јас не сум правила интервју до сега од една ваква изложба. На самиот крај ќе прашам и зошто препорачувате да нашите гледачи да дојдат токму овде во културниот центар Јадро и да ја посетат вашата изложба, односно да видат за што поточно станува збор. Изложбава сношти ја отворивме. Ова е Јадро културен центар кој работи од 10 до 15 часот. Изложбата ќе биде отворена до петок, за да можат посетителите евентуални што ќе дојдат да видат се ова што сум изработил. Да се надеваме дека ќе ги има во што поголем број, дека го пројавивме нивниот интерес токму со ова вклучување. И само да препорачам дека си најдов многу убава, многу благородна, се нај занимација да си го трошам слободното време. Ајде да се надеваме дека повторно ќе го искористите и дека ќе зборуваме повторно за ваша втора самостојна изложба. Ви се надевам и јас не застанувам. Јас сум човек што не застанува, веќе во припрема имам и други сликички, имам вакви фигури, што ова е светилник еден, куќичките, сега изработувам и ветерницата, така да имам идеи, нема да застанам, имам еден куп камчиња собрано, материјал значи, уште остана. Материјал имам и се надевам дека ќе дојдам и до втора, па се и понатаму некоја изложба. Да се надеваме дека ќе биде така, навистина ми беше драго што имавме можност за овој разговор. И благодарам и вас што дојдовте, што не посетивте и што ќе го промовирате ова да го видат повеќе луѓе. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека навистина беше интересна изложба за сите оние кои што заедно со нас се утринава. Верувам дека го пројавивме вашиот интерес да дојдете и да ја посетите оваа изложба во културниот центар Јадро, која што ќе биде отворена до 19 декември. Изложбата, уште еднаш ќе напоменам, која што е насловена Камедонија.